А како што и најавивме на самиот почеток од ова издание на вестите на Канал Вист, гостин е Перо Божинов од Здруженијето Културен забавен живот, кој што спомна дека на неполни 48 часа се е подготвено за стартот на ова шесто издание. Божинов, што може да очекува публиката кој што ќе биде во Струмица или пак струмичани, но и публиката кој што ќе дојде во Струмица во овие 10 дена од 3 до 13 август? Во овие 11 дена. 11 дена од фестивалот, мислам дека посетителите, поточно да кажем струмичаните кои што се најбројни на културните настани кои што се одвиваат во овие 6 локации во градскиот парк, мислам дека ќе имат доста добри настани кои што на самиот старт, самото отварање ќе биде на предградската библиотека кој што ќе отвориме 2 мурала изработени од наши уметници Никола Пиеманов и Ване Костуранов. Сето ова отварање ќе биде збогатено со еден културен музички перформанс. Потоа продолжуваме на Ливриџиската улица каде што ќе настапат паркети. Ова го правиме заедно со кафичите кои што се на оваа улица. Наредниот ден продолжуваме со Васил Грванлиев. Локацијата конечно е амфитеатарот и потоа продолжуваме пред чешмичката, пред споменикот на револуционерите. Таму имаме рок класици кои што мислам дека ќе привлече доста внимание, бидејќи овој перформанс го исполнуваат струмичани и веќе познати музичари од Струмица. Следниот ден имаме театарска представа на Пипи Долгиот чорап, па продолжуваме со Јојот звездичките, кои што ќе настапат на истата оваа локација пред чешмичката и потоа се префрлуваме во летниот амфитеатар, каде ансамбл Тримери ќе се одржи свој концерт. Некои од настаните веќе продолжуваат во некоја традиција и така мислам дека може да приметите и вие и самите граѓани дека веќе самото издание од 6 години Струмица Опан има некои настани кои што се случуваат 3, 4 и 5 години, така да мислам дека се што е како новитет го вклучуваме, се што е добро го задржуваме, така да потоа продолжуваме исто така со еден традиционален настан кој што го летна школа за гитара, кој што добро за да кажем за сите деца кои што ќе учествуваат, бидејќи оваа година ќе биде гостин Владко Стефановски. И овој ден имаме концерт на лицата со инвалидитет кој што ќе биде пред чешмичката на оваа локација. Значи тоа се делот на станите, барем ако не се лажам по она што ми го кажавте, до недела ако не се, или грешка сум... Да, до недела веќе сме до недела, сега се продолжуваме во 7 август, понеделник, ова е традиционално трката на келнери. Ја држуваме исто така. Трката на келнери ќе биде в понеделник. Понеделник, да. Понеделник од 20 часот завршуваме приближно 22 часот каде што продолжуваме со концерт на Владимир Четкар. Така. Ова мислам дека веќе подолго време или подолго години веќе комуницираме, но некако успеавме да најдеме термин за да настапи на нашиот фестивал. 8 вечер на поезија, гости Сузана Мицева и Дарко Лесовски. Ова ќе биде на веќе традиционално локацијата е во паркот, покрај езерцето и имаме вечери на филм во летниот амфитеатар. Добро. 9 имаме Александра Јанева со пријателите, концерт кој што сметам дека исто така привлекува многу внимание, има и многу гости. Од гостите ќе бидат Антонија Гиговска, Ристо Самарџиски. Така да каде ќе биде овој концерт на Александра Јанева? Дали е утврдена локацијата? Локацијата во градскиот парк, доаѓа негде помеѓу езерцето и градинката. Така. Мислам дека лани имавме еден настан таму и се покажа како добра локација и мислам дека локацијата е баш погодена. Последниот ден од овие 8 дена имаме вечери на афоризми и стендап комедија со Никола Тодоровски. Ова е стендап во летниот амфитеатар, афоризмите се покрај езерцето каде што се случува и вечер на поезија. И следуваат оние последни 3 вечери кои што се исполнети со музички концерти на Струмишкиот плоштад, посетување само накусо кои се може да ги видиме на сцената на СОФ на плоштадот. Ќе ги кажеме така можеби тие што привлекуваат најмногу внимание. На 11 август почуваме со Галија, потоа браќата Тавитјан и Гаро. Нивни гости се Сергеј Четковиќ, Јелина Томашевиќ и Желко Бебек. Ова е негде околу 2,5 часа перформанс и потоа продолжуваме со диџеи кои што ќе бидат Пата и Галовски. Потоа продолжуваме во сабота на 12 тука Дани Димитровска, Ван Гог, Јелена Розга, Мистик и Астерион Project и во недела Нино Величковски, трибјут имаме на Квин
и Дино Мерлин, мислам дека привлекува најмногу внимание за сите посетители и завршуваме исто така со диџеј. Така. За разлика од претходните години некако ми заостануваат оние фолк звезди на Струмица Опен фестивалот. Зашто? Па фолк звезди. Многу е тешко да го одбереме програмата на Струмица Опен, бидејќи не секогаш тие кои што сакаме да ги донесеме на Струмица Опен се и слободни. Мислам дека доста фолк помина низ Струмица Опен. Нема да кажам дека фолкот ќе го тргнеме на страна, но мислам дека сега така се погоди годината и мислам дека ќе го движиме самиот фестивал малку повеќе на кај рок и на кај поп. Божинов, од она што го видов како програма, некако се збогатува Струмица Опен фестивалот во оној културен дел. Еве Александра Јанова ќе има, претпоставам, концерт, тука се концерти и на четкар, што значи дека некако преовладува оној музичкиот дел низ овие 11 денови на Струмица Опен фестивалот. Очекувате ли и тие да подеднакво привлечат интерес како оние последни 3 музички вечери? Тоа не беше и целта уште на самиот старт кога што го организиравме Струмица Опен. Од секогаш привлекувал најмногу внимание последните 3 вечери, но како никогаш досега сите овие 8 дена и настаните кои што се вклучени во овие 8 дена привлекуваат многу внимание како на локално ниво, така и на државно ниво. И баш ни е драго што некако успеваме да го надминеме овој, ајде да кажем, стереотип кој што е само да го гледаме Струмица Опен, тоа што се случува последните 3 вечери. Сметам дека од година на година овие 8 дена, како што се сега, се надам дека и ќе растат, ќе привлекуваат многу повеќе внимание и фестивалот ќе го зборуваме како да кажам сега на пример од 3 до 13 и се што се случува внатре рамноправно ќе бидат застапени медиумски сите настани. Она што барем новинарски, иако во отсутство на официјална бројка, за тие денови очекувате цирка околу 100-150 000 гости на сите настани на Струмица Опен фестивалот? Тешко ли е да се каже или како организатори сепак нели? Тука се и оние културни настани. Збориме од 3 до 13. Како некоја пракса која што имаме во минатото, значи сме имале некои бројки неофицијални кои што се надминували 130, 140 и 170 000 посетители. Искрено сметам дека програмата е привлечна. Мислам дека ќе имаме многу гости. Со Господ напред се надевам дека ќе имаме надминување на бројката кои што и ние очекуваме или да кажем како најпосетуван фестивал досега. Општина Струмица ви додели 3 милиони денари за одржување на овој фестивал, односно на сите тие 11 денови фестивалски. Успеавте ли да ја заокружите таа финансиска конструкција, бидејќи на пресконференцијата рековте сума некаде околу 150.000 евра, ако не се лажам. Дали успеавте, бидејќи сепак е огромна организација и сепак атрактивни имиња? Баш се сеќавам на моментите кога што ме прашавте, значи тогаш беа негде околу 162-3.000 евра целата финансиска конструкција и кажав дека се надополнуваат овие трошоци, никој пат не можеме да ги прецизираме на месец пред фестивалот, но сега веќе кога сме пред самата реализација на фестивалот, изнесува негде околу 171-2.000 евра целиот фестивал, не ни е затворен целиот. Јас се надевам дека тоа што општина Струмица го доделува како 3 милиони денари или 50.000 евра, другите пари ги добиваме од разни спонзори на кои што пробуваме. И пријатели на фестивалот. Пријатели на фестивалот има веќе многу, кои што искрено, значи оваа година фестивалот е направено со љубов. Искрено пристапуваме кај многу фирми и мислам дека веќе добиваме од година на година се поголема поддршка и се надевам дека ќе го затвориме финансиски. Така, за да биде успешен. Божинов, јас ви благодарам што бевте дел од вестите на Канал Виз. Малку е топло овде. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието со кое што не следевте во ова издание на вестите на Канал Виз. Од 3 до 13 не заминувајте од Струмица, бидејќи Струмица ќе биде центарот на збидувањата на сите културни случувања во Македонија, но и на оној забавно концертен живот. Пријатно.